Климатските промени, пренатрупаноста на урбаните средини, а во последно време и пандемијата, придонесоа за да се зголеми интересот на руралните средини. Какви се потенцијалите на нашава земја за рурален развој? Имаме ли можности? Има ли интерес за руралното? Денес истражуваме во приказна. Скандинавците имаат интересен начин во кој што успеаат да поттикнат, односно да ги вратат руралните средини и да го поттикнат руралниот развој. Словенија, како дел од регионот, исто така го развива руралниот развој со помош на паметното село. Какви се потенцијалите за развој на руралните средини, односно како се искористуваат можностите со цел да се искористат руралните средини како нови бенефити во кои што граѓаните ќе може да ги унапредуваат своите животи, дознајте денес во приказна. Македонскиот земјоделски и рурален сектор се соочуваат со значајни предизвици во однос на можностите за квалитетно земјоделско производство, конкуренцијата од регионалните, европските и меѓународните пазари, начините на подобрување на квалитетот на живење во руралните средини, отварање нови работни места. Нашата земја е ридско-планинска, гротото од нашата земја е ридско-планинска земја и самиот факт дека имаме над 45 врва во Македонија кои што над 2500 метра, основа е тоа за развивање на туризам. Освен тоа имаме 4-5 центри каде што може да развиваме потенцијали за скијање, како што се Кожув, Пониква, Пелистер, Шар планина. Потоа имаме над 150 мали реки, рекички, имаме клисури, значи еден огромен потенцијал каде што сето тоа може да се развие. Меѓутоа со добра анимација, со добра представување пред клиентите, пред публиката, пред гостите кои што треба да го посетат нашите краеви. Економскиот просперитет на руралните средини е главен двигател на соработката на Балканот. Ковид кризата ни покажа колку навистина е значајно и важно земјоделството и руралниот развој за опстанокот на државата. 180.000 семејства екзистираат од земјоделството. 45% од македонското население живее во руралните средини, кои зафаќаат 87% од вкупната површина на државата. Структурата на македонското земјоделско земјиште во однос на земјоделските култури останува скоро иста во изминатите 2 децении, а сепак не соодействува со производството во количина, со вредноста на земјоделскиот аутпут, ниту со степенот на искористеноста на природните ресурси. Ако како параметар ја земеме површината на пасишта и бројот на главите во сточарството, ќе забележиме дека пасиштата кај нас се скоро половично искористени во однос на високо развиените земји. Ова значи дека постојат големи можности за интензивирање на сточарството, зголемување на стадата и подобрување на продуктивноста на пасиштата. Површините во лозарството и кај делот овоштарството бележат благ пораст, но гледано по производство и производствените технологии, тешко можеме да забележиме развој во конкурентноста и зголемената продуктивност. Најголема стабилност имаме кај индустриските култури, односно тутунот, заради функционалноста на механизмот на производство и откуп и законското решение кое одговара на потребите на сите страни во подсекторот. Во Македонија најголемиот дел од земјоделските домаќинства припаѓаат на групата ситни индивидуални земјоделски производители, дури 98%, при што околу 58% од нив имаат фарми со големина од 1 хектар или 87,6% од домаќинствата со под 3 хектари. Сепак, младите како ресурс како да не го препознаваат својот потенцијал. Агенцијата овде управува со 4 програми, односно имплементира 4 програми, тоа се ИПАРТ програмата како европска програма, но имаме и 3 национални програми. Едната програма е за директни плаќања во земјоделството или попознато субвенциите. Едната програма е програма за рурален развој, каде што можете да ги најдете грантовите за млади земјоделци, грант за рурални жени, плати за овчари, плати за задруги, поддршка за набавка на нова механизација, односно трактори, поддршка за набавка на високо педигриран добиток и четвртата програма е програмата за рибарство и аквакултура, што е исто сектор кој што силно го поддржуваме. Она што е наша интенција, она што го видовме во претходните неколку години е дека нас во делот на земјоделството и руралниот развој навистина ни е потребно подмладување на секторот и пред се модернизација на механизацијата, бидејќи податоците говореа дека навистина
нашите земјоделци се користат или служат застарена. Конкурентните рурални области во кои постои потенцијал за рурален развој се земјоделство и храна, предприемништво, паметни села, рурален туризам и културно наследство. Slow Food поттикнува негување и развој на земјоделство поврзано со традицијата, со локалните сорти на растенија кои се култивираат и раси на домашни животни, и во таа насока е силно фокусирана на заштита на локалниот биодиверзитет, поврзан со производството на храна, и за таа цел развива бројни проекти, започнувајќи од Арката на вкусови. Тоа е меѓународен каталог во кој се каталогизираат сите автентични производи, сите локални сорти и раси на домашни животни, кои се собираат и се ставаат на еден вид на црвена листа на загрозено биолошко и културно наследство. Понатаму се развиваат президиуми, тоа се заедници, здруженија на локални производители кои зачувуваат одредена традиција или одреден производ. Храната представува еден од најзначајните сегменти кои може да се искористат како силен потенцијал за рурален развој. Во основа храната е си таа која што не спојува. Ако тргнеме од тука, ако тргнеме од овде дека сепак околу храната се врти и семејството, семејниот ручек кој што е традиционално кај нас во Македонија, тоа е основото од каде што потекнува се. Така да гастрономскиот туризам во Македонија ние имаме одлични потенцијали. Имаме и одлична соработка, еве ние како Лак Баласт Сограждан, имаме одлична соработка и со Slow Food Македонија. Јас сум дел од таа мрежа, каде што ги негуваме тие автохтони наши традиционални јадења, не само традиционални јадења, него и продуктите од кои што се спрема, тоа да бидат органски, да без хемија, стари запоставени семиња, автохтони семиња кои што растале некое време во нашите крајеви во Македонија. Многу земји со цел да придонесат за руралниот развој отпочнуваат кампањи за купување домашни производи и поттикнување занаети. За среќа, ова почнува да се препознава и кај нас. Овде исто се согласувам дека таквите не може да бидат тоа традиционални занаети, може да бидат некои други занаети кои што се неопходни за живење на селото. Во поново време имаме враќање на гранчарството. Ние имаме еден тука локален пример каде што со обезбедени средства од европска програма човекот си обезбеди потребна апаратура за печење на грниње, на развивање на гранчарството, и сето тоа го пласира надвор од Македонија во другите земји. Нашата земја има потенцијал за рурален развој. Неопходно е тој да се поттикне и конечно младите да се препознаат како значаен дел од овој сегмент. Денеска во ова издание на Приказна ве водиме на прошетка во фармата на семејството Василевски. Тоа е едно место, вистински рај во природа, место полно со толку убава енергија што ја чувствувате уште на самиот влез од фармата. Не пречекаа Жарко, неговата сопруга Ирена и нивните дечиња, посакувајќи ни срдечно добре дојде, па ни раскажаа со колку голема љубов и посветеност ја чуваат и негуваат оваа нивна приказна, ни го покажаа секој дел, секој детал, зборуваа за своето секојдневие, а сето ова ве тера уште од прв пат да се влюбите во се што ќе видите тука. Сега се наоѓаме во ново село Карши Бардовци, пред Волково, и тука решивме дека ќе направиме една куќа. Понатаму направивме уште еден објект, направивме една фарма која што беше за нашите потреби. Таа фарма екзистираше година и нешто. Произведовме повеќе храна од што ни требаше и ја понудивме на интернет. Пред се произведувавме кокошкини јајца, пред се за децата беа тие неопходни. И на интернет кога се појавивме како наша фарма, почна тркалото да врти и се повеќе и повеќе луѓето го препознаа квалитетот што се нуди од домашната храна и ете така. Почнаа да порачуваат.
Двоумењето дали да купат стан во поурбана или имот во порурална средина не траело долго, бидејќи поврзаноста и љубовта кон природата што ја има ова семејство им помогнале во носењето на вистинската одлука. Ете, купивме уште еден имот и тука решивме дека да, ние сакаме тука да живееме. Не сакаме да живееме блиску до трговски центар, не сакаме да живееме блиску до булевар, не сакаме да живееме блиску до некоја фабрика или некоја огромна урбана средина, како што е комплексна згради и слично. Сакавме да живееме на страна каде што ќе има многу дрва, многу зелениво, многу цветиња, животни, дечиња, гости кои што секој ден всушност доаѓаат, ја посетуваат фармата, голем дел од јајцата ги зимаат и тука. Фактички ние покажавме дека може, освен урбаниот живот, да се спои со руралниот и да биде профитабилен, да биде економски оправдан, во полза на здравјето наше и во полза на сите оние кои што партиципираат со тоа што ја помагаат фармата. На почетокот имале само 15 на кокошки, кои ги добиле на подарок, но тоа очигледно се покажало како одлична можност да сватат дека и одгледувањето на животни е навистина убава работа. Од кога ни се роди првото дете, сватиме дека и за него е добро тоа. Па имавме кучиња, имавме мачиња, па купивме дукатки, фазани, почна фармата да се шири и се повеќе не зацврстуваше, значи не заземјуваше дека ние како и да мора да живееме во контакт со природата. Се што е на страна или подолго време одвоено од природата е осудено на некаква аномалија, би рекол. За жал. Сега Скопје ни пред се како голема урбана средина и граѓанство кое што живее во строго урбана средина е одсечено од многу благодети што ги дава природата, а брзиот начин на живот исто така не осакатува да ги почувствуваме благодетите што ги дава природата. Секојдневието на ова семејство е динамично. Жаре работи и во приватна клиника во сектор за маркетинг и администрација, каде има многу поразлични обврски од фармерството, но вели дека тоа го прави да биде попрецизен, поодговорен и поточен. Љубовта кон животот е и таму, љубовта кон животот е и овде на фарма. Станувам доста рано, околу, 6:30-7 часот. Ја посетувам дел од фармата, веднаш потоа се подготвувам за работа, почнувам релативно доцна од 9 часот, постигнувам таму, после поадне децата се исто така обврска која што ја исполнувам, значи ги носам на спорт, компјутерски техники и слично, и негде приквечер кога денот дозволува повторно се посветувам на фармата, каде што животните им треба да им обезбедиш чиста вода, убава здрава храна и пристојно живеалиште каде што ќе уживаат. Откако направивме обиколка на фармата, а сонцето почна да заоѓа, разговорот го продолживме на трпезата на која изобилуваа рецепти подготвени од нивни домашни намирници. Најпрво сакам да ви посакам едно големо добре дојде, значи, што не посетивте тука и како изгледа животот за една дама. Па супер изгледа животот, значи, организирано пред се. Секој ден не е исполнет со работа, со обврски и да речеме со голема љубов, среќа и радост што сме обколени во ваква средина. А за денеска да ви кажам искрено, значи спремивме, јас и Мила сме одговорни за овој дел. Се потрудивме максимално за да биде ова се вака убаво сготвено и спремено. Значи јас и Мила подготвивме риба со компир, подготвивме салатка, подготвивме значи домашно мевце со кромиче, значи јајциња си сваривме, си направивме солена пита, си направивме блага пита. Ова е домашно, значи кисело млекце, значи ова е сиренце, козјо кое што ние го продаваме значи во моментов. Ова се значи јајцињева од наша фарма. Ќе пробате, ќе видите колку сето тоа е вкусно. Љубовта и посветеноста им помогнале да го направат сето ова што денес го имаат. Велат дека Македонија има потенцијал за уште повеќе вакви приказни, но потребна е поголема поддршка на искрените фармери, насочување што точно да произведуваат, односно што е тоа што го бара пазарот. Скопје станува еден голем побарувачки маркет за храна, пред се за здравата храна. Во иднина, здравата храна, посебно органската, ќе бележи пораст во побарувачката. Луѓето треба само да сакаат да работат, да имаат визија, желба и љубов. Ни кажа Жаре пред да си заминеме од нивниот имот, полни со убави емоции и впечатоци.
Јас по професија сум дипломиран агроном и согледувајќи ги негативните последици од користењето на пестицидите и отровите во земјоделието, не само јас, него уште неколку ентузијасти, уште 2006 година се одлучивме да преминеме во органски производители и да се опробаме и во таа нова за нас тогаш дејност, дали би можеле да успееме, и нормално бевме успешни. Од тогаш наваму, значи, постојано напредуваме, се надоградуваме во нашите знаења, ги зголемуваме и нашите површини, така да сега сме веќе во една ситуација, да кажем, како добри органски производители. Државата преку субвенции се обидува да поттекне органско производство на храна. Во програмата за директни плаќања на Министерството за земјоделие од владата, кај органските производи, за разлика од конвенционалните, например, многу повеќе се зголемени субвенциите. Така, например, кај градинарските култури, дури и до 100% се зголемени субвенциите за органските култури. Овощарството е некаде 70%, житните култури околу 30 до 50%, така да во секој случај од државата имаме на некој начин помош во зголемените субвенции. Во принцип би требало ние тие субвенции да ги искористиме за наше проширување, зголемување на производството, едукација на други заинтересирани. Органската храна брзо ја потиснува конвенционалната храна. Органските производи брзо и лесно наоѓаат свој пласман на пазарот. Дури веќе имаме некои наши органски производители кои веќе извезуваат, веќе 2-3 години извезуваат надвор, секако тие имаат и поголеми површини, како пиперка за ајвар, како гравчето, како и некои слични култури, кои што на големи површини се засадени и луѓето веќе извезуваат. Додека останатите сме некако, да речеме, и помали, нашиот пазар е се уште во нашата земја. Јас, например, како производител на јаготки и на малини, моето производство, дури и за еден мој соработник во Скопје, е мало. Меѓутоа, има доста заинтересирани кои што прашуваат, се интересираат, гледаат некоја успешна приказна и сакат и тие да преминат во органски производители. Меѓутоа, се уште кај нив преовладува тоа непознато, неизвестно, може ли да биде или не може да биде. Во секој случај, пример, јас како со јагодите и јаболката заедно се на некој начин синоним за третирано овошје. Меѓутоа, кога тие две култури би можеле да бидат органски произведени, јас сум убеден дека и скоро сите други култури би можеле да бидат органски произведени. Струмица има силен потенцијал за рурален развој со акцент на органското производство. Голем дел се пластеници, значи нашите земјоделци одгледуваат, фармери одгледуваат во пластеници, што е посигурен начин и побезбеден за да може да се постигне тоа органско производство. Меѓутоа, нашата традиционално земјоделие, нашиот менталитет се уште не им дозволува да направат некои си така поголеми трансфери од конвенционално во органско. Но и ние тука со нашето локално здружение, па и со Федерацијата на здруженијата на органски производители, имаме контакти индивидуални и групни на разни средби, трибини, семинари и секојаш укажуваме на можностите и на кој начин најлесно може да се премине од конвенционално во органско, па на тој начин да ги заинтересираме, да ги анимираме, да им укажеме на сите ризици, но и бенефити. Некои култури многу лесно може да се одгледуваат по органски пат. Секоја култура може да биде органски произведена. Сега има некои, како например киви, јапонско јаболко и некои слични, кои што се уште овде немаат некои си големи економски значајни штетници и болести, така да на малку полесен начин може да преминат и да бидат конвенционирани во органски производи. Меѓутоа, со посветеност,
Јас верувам дека секоја култура би можела да биде органски произведена. Меѓутоа, нашите сваќања околу тоа органско земјоделие се вака поделени и најмногу младите имаат интерес, меѓутоа знаеме дека веќе својот животен пат го наоѓаат и сакат да го најдат надвор од државата. Сега они би можеле како млади луѓе да бидат и едуцирани и заинтересирани и да пробат на тој начин да произведат. Меѓутоа со оваа старосна граница на нашите фармери сега што ги имаме во Македонија, тоа малку тешко ќе дојде до зголемување некоја си големо, да кажеме, на органски производители и на површините во Македонија. И пандемијата дополнително придонесе за популарноста на органската храна. Значи, моите соработници во Скопје, да речеме, сами се пофалиат дека кога доста бизниси, доста економии стагнираат, ние растеме. Значи, тука свеста на народот, најверојатно и поради пандемијата, проработи за користење и консумирање на здрава органска храна. Веќе сите размислуваат за зголемување на имунитетот, веќе сите се едуцираат, читат кои се тие параметри, да кажеме, у самата храна, меѓу конвенционалната и органската. Значи, придобивките од органската е многу поголема за организмот отколку од конвенционалната или хемиски третирана. Во последно време се почесто сме сведоци на многу јавни личности, славни личности во светот, кои што на некој начин го најавуваат трендот на враќање кон руралните средини. Стинг, Опра Винфри, Девид Бекам и уште многу други. Како е кај нас? Колкав е интересот на јавните личности за руралните средини? Колкав е воопшто интересот за руралните средини? Истражуваме во ова издание на Приказна. Климатските промени, но и пандемијата која го погоди светот, дополнително ја истакна атрактивноста и потенцијалите за руралниот развој. Натрупаниот стрес и пренатоварената градска средина им даваат можност на луѓето да направат споредба помеѓу сивото секојдневие и престојот во автентична рурална средина, потребата за свежа и еколошки чиста храна, пријатни контакти со локалното население, доближување до природни убавини, селската градина и двор. На нас ни треба една генерална стратегија каде што трајно би се вратиле тие луѓе назад, иако има размислување веќе тие луѓе кои што живеат во градот да повторно би се вратиле во селото, меѓутоа треба да се направат предуслови тоа да се случи. Тоа се повеќе сегменти кои што треба да се случат за да може еден човек да се врати од градот во селото. Не зборам само за инфраструктурата, првенствено е економската одржливост на тоа семејство за да живее и за да екзистира, да кажеме, во семејството. Руралните средини се разгледуваат како извор на национално богатство, култура и се суштински дел од националните обележја. Денес гледаме на руралните средини од многу поширока перспектива. Руралните средини се места за живење, рекреативни површини, културни и природни пространства. Како дел од природата, имаат многу економски, еколошки и социјални функции. Приказната е да се обезбедат услови тие луѓе да си отворат своји бизниси, зборно за мали бизниси, каде што ќе ја искористат површината која што ја имаат, сепак имаат големи дворови, парцели кои што се многу поевтини од градот. Значи, одлични потенцијали. Покриена е 100% со електрична енергија, со интернет исто така покриено, така да луѓето кои сакаат да почнат бизнис во селото имаат одлични предуслови тоа да го направат. Меѓутоа, тука веќе е капиталот и некои други фактори кои што влијаат, пласманот да произведат, предприемништвото и така натаму, колку човекот е спремен тоа да го направи, за да може да се тргне во еден бизнис. Во земјите со голема урбанизација јакне интересот за традиционалните манифестации во селата и малите градови, нудејќи му учество на секого, например, гаѓање со домати, бркање со бикови во Шпанија, надпревари во јадење на пица, влечење на санки со помош на кучиња, тегнење на камиони, карневали и така натаму.
Словенија со концептот паметни села се обиде да придонесе за рурален развој. Во рамките на овој проект преку дигитална трансформација на руралните средини се потикнуваа луѓето да останат таму бидејќи квалитетот на животот е многу повисок отколку во големите градови. За реализирање на целта на овој проект одбрани биле 4 региони каде преку локални херои се спроведувала реализацијата на идејата на концептот. Реализирани биле повеќе проекти во кои се поставени бесплатни интернет точки, креирани се туристички тури, се потикнувало купување локални производи. Секоја земја со своји карактеристики. Еве, ако тргнеме од соседите, Грција, Бугарија и Албанија имаат море, ние го немаме, а Србија и Бугарија бележат добри трендови, да речеме, во зимските спортови. Она што јас би рекол овде предност за нашата држава е дефинитивно гастротуризмот. Ние имаме гледаме дека имаме многу гости кои што доаѓаат и обожаваат македонската храна, исто така оние природни убавини што ги имаме преку планините и езерата е дефинитивно поле на кое што апсолутно треба да се работи. Како што спомнав и претходно, сите овие убавини се наоѓаат во рурални места, и сите овие рурални места се апликабилни кај нас, односно оној услов кој што ние го имаме првенствено преку ИПАРТ програмата е дека да, ако сакате вие да направите некое мало ресторанче, не можете да го правите во Скопје или во Битола или во некој друг поголем град, меѓутоа можете да го направите во некој од селата во Охрид, Струга, Преспанско, па и до Еранско, каде што ги имаме езерата, и да понудите некоја комбинирана услуга. Секако вредно е да се спомене, и тоа е голем дел од нашата работа, голем залог кој што оваа агенција го зеде во 2018 година, а тоа е финансирање на рурална инфраструктура, патна, комунална, водоводна, кај што корисници се во општините. Во Грција, Шпанија и Португалија, руралната средина се идентификува со обработливото земјиште. Во Англија и Ирска, руралната средина ги вклучува сите територии со исклучок на градовите. Во Холандија, Франција, Белгија и Германија се поставува гранична линија помеѓу руралните територии од една страна и крајбрежните и планинските територии од друга. Во Бугарија под селско-стопанска средина се подразбираат неколку вида функционални средини. Обработливо земјиште, необработлива селско-стопанска земја, како пасишта, водни површини, шуми и заштитени шумски појаси, објекти за одмор, споменици на култура и друго. Територии во близина на селско-стопанска средина, зелени зони, водни површини и реки, споменици на културата, стопански дворови, фарми и друго. И територии во селско-стопанска средина, како живеалишта, општествени и други терени и зелени површини, во селата и малите градови, производствени и терени за складирање и друго. Поречието од секогаш важало за предел во Македонија кој изобилува со недопрена природа, многу убави села, населени со гостопримливи и скромни луѓе. Заминавме во посета на овој крај, за да ја раскажеме приказната како од заборавено место, руралниот туризам од Порече направи дестинација која денеска ја посетуваат не само домашни, туку и странски туристи. Една од предностите која во последниве години овој крај го направи поатрактивен е езерото Козијак, но без придонесот на локалните жители и сите кои видоа потенцијал за развој, сето ова немаше да биде комплетно. Јужниот пристап кон езерото кој води од Македонски Брод и се протега по течението на реката Треска, изобилува со природни убавини, стара селска архитектура, која предизвикува воздишки на секој еден турист. А веќе тука се и големиот број на објекти кои придонесоа кон заживување на руралниот туризам, каде се нуди убава храна, активности како велосипедизам, планинарење и слично. Почнавме со работа околу 99-2000 година. Почнавме летно време само сезонски, но меѓутоа како што пошта работава, почнавме и нон-стоп да работиме. А колку работава, значи колку се разви угостителството во овај крај, ќе ви кажам, кога почнавме бевне 2 објекти, вакви ресторански со сместувања, а сега сме 6 објекти. Така да самата бројка кажува дека туризмот се развива кај нас. Почнавме тешко, многу тешко, но меѓутоа успешно. Почнавме со 4 маси, сега имаме 50 маси. Така да резултатот си го покажува своето, а луѓето
Нормално, трудот наш го ценат со тоа што сме посетени, имаме посетители многу, имаме и луѓе што ноќеваат кај нас. Имавме на почетокот 10 легла, сега имаме 50 легла и моментално градиме уште 50 легла. Нашите активности се од пред 7 години. Прво почнеме со рибник да работиме, потоа сакаме да развиеме туризмот во Македонски Брод и отвориме ресторан. И активностите наши се со одледување на риба, спремање на рибата, за активности дополнителни кои што ги даваме на возење на точаци, возење на АТВ мотори. Има планинарски туризам, имаме пештери кои што ги привлекуваме гостите со посета на пештерите и убавините во што се во Порече природата, самата природа. За Порече се нижат многу легенди. За ова мистично место од секогаш се знаело дека изобилува со недопрена природа и богата историја, а сега со труд, визија и љубов на луѓето таму, како да е дојдено времето сето ова да се открие повторно и да стане не само наша, туку и регионална привлечна дестинација. Потенцијал има, потенцијал има голем. Имаме природни убавени Треска, езерото Козјак, пештерата Пешна, манастири, два, едниот стар, едниот нов. И си луѓето кои ќе дојдат овде сакаат да ги посетат тие локалитети. Ние, на пример, кои ќе престојуваат гостиве кај нас, ние ќе прашаат што да посетиме во Крајов, кај да оиме, што да правиме, потенцијалот го имаме. Но меѓутоа, треба еве на пример, некој имавме некој протест, ни треба пат до Скопје, патот нас ни е број 1, што метрополата ни е на 70 километри овде, а луѓето кружат 170 околу. Потенцијалот во Македонски Брод е многу голем, поради тоа што располагаме со чувои чисти реки, Треска, Белешница, езерото Козјак ни е тука. Потенцијал има најголем. Се има проблем со патот кој што имаме прекини од страна на Јасен, а гости доаѓаат од цела Македонија, од Прилеп, од Битола, најчесто Скопје доаѓаат, Кавадарци, Ресен, од сите градови низ Македонија, од Тури и од Штип. Поречани се единствени. Велат ако се реши проблемот со патот, овој крај може да стане број 1 по развојот на руралниот туризам кај нас, но и покрај тоа, тие не застануваат со инвестициите за подобар престој на секој еден турист. А пример за тоа е и мини зоолошката градина во селото Белица. Мини зоолошката градина ни е од едукативен карактер, кој што каде што имаме конј, магаре, кози, овци, кокошки, шатки, гуски, домашни, претежно се домашни животни, мачки, кучиња, тоа си има постојано. Храната е исто така нешто со кое овој крај може да се пофали и гордее. Нашите гости овде што не посетуваат претежно доаѓаат за пастрмката. Сите кажуваат дека не пробале повкусна пастрмка, секако дека тоа го придонесува водата од Беличката река. И оние потрадиционалните јадења што се како тури потпечи, редени петулици, правиме селски меса во тањирчиња од тесто, така се малку поинтересни и поуникатни за гостите. Освен за туристите, развојот на руралниот туризам на вакви места, кои со години мака мачат и со иселување на младите и празнење на селата, многу значи повторно да се врати детскиот жагор и надежта дека и тука може да се живее и екзистира. Ние со братот овде заедно работиме, тој има 3 сина, ја имам 2 ќерки. Ние со овај туризам успеавме да ги задржиме нашите деца да работат овде, сакаат да работат овде, но меѓутоа имаме и други колеги, ни требаат млади луѓе, горе-долу се трудиме на некој начин да ги задржиме младите луѓе. Со појче капацитети, со поголема, посветена основа работа, успеваме на некој начин, успеваме да ги задржиме младите. Тоа беше нашата приказна од Поречието, крај кој во последно време поради руралниот туризам ја врати надежта. Има уште многу за што да се зборува и што да се посети тука, но нешто од сите тие убавини оставивме и за следен пат.
Медот е единствената храна што се прави од инсекти, а ја јадат и инсекти и луѓе. Се верува дека зборот мед е од хебрејско потекло и значи магичен. Во минатото медот бил средство за плаќање. Производството на мед има долга и разновидна историја како античка активност. Во Валенсија, во пештерското сликарство од пред 8000 години е прикажано како луѓето се хранат со мед. Во Германија медот се користел како засладувач на пивото во 11 век. Медните пијалоци се едни од најстарите алкохолни и безалкохолни пијалоци што ги консумира човекот. Тие биле направени со додавање на мед, прополис и лековити билки. За да се произведе 1 килограм мед, пчелите треба да внесат 3 до 4 килограми нектар во кошницата. Од еден цвет, пчелата цица околу 0,02 милиграми нектар. Медот има 65 калории по порција од една лажица. Пчелите имаат совршена меморија за времето и просторот и разликуваат повеќе од 130 различни мириси. Планинскиот велосипедизам станува се позастапен спорт кај нас, каде постојат буквално илјадници вон теренски и крос патеки. Да се организираат тури со велосипеди прераснува во се поатрактивен туризам, кој го поттикнуваат целокупниот развој на руралниот туризам во Македонија. Јас веќе ова го работам околу 10 години. До пред ковид, секоја година беше се подобра и подобра за сите инволвирани во овој бизнис. Значи, интересот расте и кај домашните туристи, меѓутоа се повеќе и повеќе станувавме една атрактивна дестинација и за странските туристи, бидејќи тие претпоставувам веќе секаде поминале и останува Македонија како еден интересен цел Балкански полуостров, меѓутоа Македонија поготово како еден интересен дел кој нуди одлични можности за развој на маунтин байк туризмот воопшто и за општо сите спортови поврзани со планина. Дејан е голем љубител и промотор на велосипедизмот како спорт и како туризам кај нас. Како човек кој најголем дел од времето ја истражува Македонија, го прашавме кои се некои од поинтересните дестинации за обиколка со велосипед. Со оглед на тоа што Македонија е околу 75% планински релеф, има огромен број на тури, меѓутоа некои од поинтересните што реално мене најмногу ми се допаѓаат е Охридско-Преспанскиот регион. Пред се турата што најмногу јас обожавам лично да ја возам, а воедно и со клиенти, е турата што почнува од Тешево, се качува по асфалтниот пат на Галичица, понатаму свртуваме кон старите ски терени, возиме најубавиот дел од Галичица е тој каде што почнува од старите ски терени, возиме во насока кон Велестово, попатно нормално правиме онолку паузи колку што се потребни, од Велестово полека се спуштаме кон Охрид. Тоа е една релативно лесна тура, околу 40 на километри. Друга поинтересна тура во тој регион е, иако не е маунтин байк тура, меѓутоа е многу забавна турата околу самото Охридско езеро, бидејќи покрива две држави, се вози и во Албанија. За жал морам да признам, на албанската страна дури инфраструктурата нуди и по-добри услови, бидејќи имаат една специјална посветена патека само за велосипеди, која почнува некаде од прилика од од Подградец до Лин. Многу добра патека и после продолжува на нашата страна. Исто многу поинтересни тури кои може да ги набројам се турите околу Националниот парк Пелистер, кој исто така во близина на Преспа. Маврово е одличен регион за возење, каде што веќе во последно време се прават и специјални МТБ патеки. Една од поновите патеки која е во завршна фаза, треба да биде пуштена скоро, се надевам, е патеката која почнува од Жировница, води до Крчин и се надевам дека ќе има соработка да биде поврзана со албанска страна, значи да може да се тргне од Македонија и да се заврши во Албанија и обратно. Соработката помеѓу сите инволвирани е од голема важност за поголем развој на овој вид туризам кај нас. Па во последниве неколку години можам да кажам дека има некаква соработка, значи со самото тоа што веќе се градат патеки кои се наменети специјално за маунтин байк, тоа е еден вид исчекор од онаа претходна ситуација каде што ние возевме, како да кажам, на патеки кои не беа наменети. Тие се супер за возење маунтин байк, меѓутоа не беа наменети. Сега со соработка и со проекти и со Европската унија, некои се спонзорирани дури од Европската унија, се прават
патеки и на водно, значи специјални патеки наменети само за маунтин байк на водно. Како што кажа, сега се работи во Маврово, се работи и во околината на Жировница и Крчин. Што може да направи државата? Може да направи многу, бидејќи сите имаме интерес од ова. Сместувачките капацитети, храната, гостопримството, сето ова се работи кои ги ценат велосипедистите и за тоа даваат одлични оценки. Па затоа Дејан за крај вели дека соработката меѓу сите во овој сектор е најважна и сето тоа придонесува за целокупен развој. Со завршувањето на пандемијата, очекувањата се дека работите ќе се вратат во периодот од 2019 година, кога овој сектор беше еден од најдобрите и најнадежните. Македонија има силни предиспозиции за рурален развој. Како ќе го направи тоа, ќе се потрудиме и ние да истражуваме во иднина. Денес верувам дека направивме успешни чекори со цел да го доближиме руралниот развој до сите вас. Останете со нас и во следното издание на Приказна. Довидување!